Поголема трговска размена со Бугарија и земјите во регионот, пообемен карго транспорт, зголемени приходи на македонски железници, побрз транспорт на патници. Придобивките од железничкото поврзување со Бугарија се многукратни. Аналитичарите велат дека е добро што со потпишувањето на договорот за изградба на заеднички железнички тунел близу преминот Деве Баир се откочува изградбата на пругата на коридорот 8. За да забрзаат градежните работи на терен, силно лобираат НАТО и Европската Унија, која пак целосно го финансира проектот за меѓуграничниот тунел. Кога имате поголем обем на товари и кога имате поголем обем на патници, во такој случај е многу поконкурентен отколку патниот транспорт. Многу поевтине затоа што имате по единица пренесен тон на километар многу пониски цени на превозот, на транспортот. Тоа ќе значи многу добра, како да кажам, подобра позиција на нашите компании кои што работат со ваков вид производи, речеме од металургиската индустрија, компаниите и така натаму. Од предолги тендерски постапки, избор на изведувачи без доволен капацитет, дополнителни и непредвидливи работи во текот на градбата, преку зголемена потреба за експроприација до недоволно машини, опрема и луѓе. Сите овие причини доведоа до пролонгирање и пробивање на роковите. Третата фаза од Кривопаланка до Деве Баир е најпроблематична поради непристапниот терен, велат експертите. Проектирањето на трасата од 24 километри траело дури 8 години. Токму поради тоа што не се знае на каков карпест предел ќе се најде и од каков состав е, не можело точно да се утврди цената на чинење. Таа ќе зависи од големината на попречниот пресек на тунелот, составот на карпите и дали ќе се најде на подземни води. Поради должината на тунелот од 2,5 километри ќе треба да се направи и галерија за евакуација. На глобално ниво цената на ваквите проекти достигнува и до 50 милиони евра за километар. Кај да одите во овој дел, од Кривопаланка до Ѓоешево, од сите страни е планински терен. Значи, едноставно немате нити некоја долина, нити некој водотек по кој што би можеле да речеме да ја пропнете трасата и да одите со поевтини решенија. Значи може да стаса цената и до 50 милиони евра. Сега, како ќе биде кај нас едноколсечна пруга, теренот е тој што имаме одредени проспекции, нормално геомеханички истраги се направени на терен. Железничкиот коридор 8 се гради во 3 фази и досега трае повеќе од една деценија. Првата фаза од Куманово до Белјаковце се градеше 11 наместо 3 години и конечно беше пуштена во употреба во јануари годинава. Втората фаза од Белјаковце до Кривопаланка треба да заврши во октомври 2026-та, но владата не е задоволна од динамиката на градење на изведувачот. Предизвиците на оваа траса треба тековно да се надминуваат. За најсложената трета фаза од Кривопаланка до граница во декември ќе се распише тендер за изведувач и предвидено е да чини 560 милиони евра. Граѓаните и фирмите чекаат на железничко поврзување со Бугарија од независноста на државата досега.